Од 1 март, животниот стандард останува на отворен оган, бидејќи до овој датум престанува владината мерка за замрзнување на цените на околу 50 основни прехранбени производи. Според информација од Министерството за економија, своевидна компензација на досегашните мерки би било донесување на законот за нефер трговски практики. Законското решение со кое се става ред во нелојалната конкуренција во трговијата и се воведуваат фер практики помеѓу трговците и добавувачите во синџирот со земјоделски прехранбени производи, се очекува оваа недела да влезе во второ читање во комисиите во собранието, откако претходно тој по предлог на економија беше усвоен од владата. Велат во соопштение од Министерството за економија. Истиот став со Министерството го делат и експертите кои сметаат дека бизнис секторот нема потреба од замрзнати цени во услови на пазарна економија. Тие очекуваат во иднина владите да не носат вакви мерки без да се пресметаат загубите на компаниите. Во ваква ситуација, ризикот за повисоки и неконтролирани цени е апсолутно присутен, бидејќи никој не знае кога и дали собранието ќе го донесе споменатиот закон за нефер трговски практики. Во исто време, граѓаните не веруваат дека некој може да ги сопре и цените и трговците во нивната намера. Оваа држава на ништо нема ред и за цените нема да има ред. Значи, во е лудница жива. Значи, со народот си мајтапи играат. Че имаме повисоки цени? Повисоки цени, тоа е гарант. Они викат цените ќе ги стават под контрола, ништо тоа нема фајда. Се се качува, негде се се качува, немаш, се е покачено, се нема. Абе, ако се сака, може да се стават. Арно, ама некој друг изгледа меѓу редови друг диктираат. А како сака така работат? Меѓутоа, од 1 марта нема веќе замрзнати цени. Они сега ги качуват нешто, што да ги се замрзнат, џабија се. Сега е слободна трговија ќе биде и едни со други ќе се конкурират. Не. Зошто? Па за тоа ти нема контрола. Да, треба да има заекната контрола за да бидат цените нормално замрзнати како до сега што бе. Али тоа многу ретко. Дали 1% тоа ќе се оствари. Што ќе се случува е само предпоставка, но од собранието се очекува да го донесе законот за нефер трговски практики кој треба да воведе ред и да понуди фер добивка за сите кои се вклучени во системот од производител до трговец на мало.